Целиот градежен сектор во фаза на ерозија. Од септември годинава, македонските градежници ќе мора да проектираат и изведуваат според европските стандарди за градба. Во нив е вклучен и концептот за противпожарна заштита на објектите, кој претходно не беше вклучен во основниот проект. Угостителски објект без повеќе портали за излез, за евакуација, без посебни инсталации со автоматски прскалки кои што го задушуваат самиот пожар, или пак употреба на соодветни градежни материјали за заштита од ширење на пожарот и негово локализирање, кај лесно запаливите конструкции не би смеело да добие употребна дозвола, а камоли да работи со години. Проблемот во овој наш случај, а и генерално во Македонија, е што нашиот систем, почнувајќи од штурите градежни регулативи и закони, па преку несовесниот и непрофесионалниот стручен кадар, и понатака преку надзорните инспекторати е во очајна состојба. Но и досега постоја правилници за мерки за заштита од пожар. Токму меѓу преведените за дискотеката во Кочани е и собственичка на градежна фирма која му изготвила основен проект на собственикот на Пулс за пренамена на магазинот без да изврши проверки на лице место. Целиот градежен сектор е во фаза на ерозија. Правилникот за мерки и заштита од пожари и експлозиви се однесува повеќе на издржливоста на самата конструкција и нејзиниот носив капацитет. Во тој смисол, професор доктор Мери Цветковска има направена одлична елаборација на самиот правилник, но она што недостига се нормативи и посебна стандардизација, дозвола за пренамена на објект од пониско ниво, во конкретниот случај магазин, во објект со посебна намена, угостителски објект или дискотека, без детален преглед на самите решенија за безбедност од пожар не би смело да биде пракса. За угостителски објект кабаре потребен е по еден влез на 100 гости, хидрант, системи за алармирање и делување при пожар, соодветни градежни материјали и уште многу други средства. Ништо од тоа не било применето, што доведе до катастрофални 59 жртви и речиси 200 повредени. Самите еврокодови, односно европските прописи на проектирање, ставаат посебен акцент на сигурноста на објектите во случај на пожари. Во Германија постои концепт за заштита од пожари кој го изготвуваат лиценцирани инженери, паралелно со самото изготвување на изведбените планови. Разликата во однос на нашите прописи во Македонија е во тоа што не постојат екзактни прописи и норми за тоа кои градежни материјали ќе се употребуваат во зоните со зголемен ризик од дејство на пожар, какво ќе биде решен самиот пат за евакуација на луѓето и животните од самиот објект надвор од него и на кој начин ќе се локализира пожар. Надзорот во делот на концептот за заштита од пожари е на највисоко можно ниво и можноста за корупција, верувајте, не постои. Трагедијата во Кочани мора да биде поука за почитување и примена на стандардите, кои нема да спречат пожари, но ќе спречат катастрофален број на жртви.